Бројките на твојата економска политика се дека имаме инфлација која што е поголема него таа што била пред година, односно пред 2 години. Животот станува поскап, а платите стагнираат. Бројките покажуваат дека у една година 30.000 работоспособни луѓе си заминале од држава. Бројките покажуваат дека има намалена економска активност. Бројките покажуваат дека ти за 8 месеци си увезол струја од 150 милиони евра. Тоа покажуваат бројките. Не економски успех. Бројките покажуваат економски неуспех. Не знам кој е овој мовет. Многу е подобро да се направи една трибина на која што ќе бидеш ти, министерката за финансии, министерката за енергетика, вице-премиер Пешевски да биде таму, тој е советник, економисти, професори по економија, новинари економски и така натака, да се направи на таква трибина која што ќе има критички осврт врз работите. И таа може да биде јавна таа трибина. И да те искритикуваат и да ти дадат некои идеи како што правиме понатак. Зашто ова на долг рок е неодржливо. Тоа е подобро, отколку постојано да се обидуваш ова да го правиш. Подобро е дури и пред јавноста да излезеш и кажеш, видете, ние имаме еден ваков правец за тоа кај треба да дојде државата. Заради тоа, ние имаме проблем со партнерите кои што до сега не држеле на другиот правец. Ние се откажуваме, на пример, имаме проблем пример со Европска унија. И заради тоа сега ќе ни биде потешко, меѓутоа за 2 години од денес, кога ќе стигнеме кај што сме тргнале, сега ќе биде подобро. Тоа е подобро да го кажеш, него се не се луѓето будали бе. Никој не е будала. На крај ќе бидат будали со суштина, не знам, сите што останаа дома што не гласа. Не можеш да кажеш ти дека имаш успешна економска политика ако земјоделието ти е во рецесија. Значи ти имаш регрес. Земјоделието не произведува, помалку произведува земјоделието. Ти имаш намален обем на субвенции у земјоделието. Сега имаш и суспензија на 250-300 милиони евра за 2 години во ИПАРД. Какви се тие успешни економски политики? Мислам стварно, нема смисла. Ја мислам дека се претерува со тоа што те тераат да збориш цело време дека ти си најдобар. Океј, нормално е дека ќе пишуваат и ќе даваат совети, дека треба да излеземе да изгледаме стабилни, стамени, сигурни во тоа што кажуваме, треба да кажуваме позитивни работи. Тоа е окей што ти го кажуваат. Меѓутоа малце треба да бидеш и самокритичен да речеш, види, ова да го кажам не соодветствува целосно со реалност. Ке си направиме поголема белја. Тоа би требало да го кажеш ти. Еве една идеја. Тоа што Антура и Дура си заминуваат, тоа не е добар сигнал. Ке провериме дали ние некаде сме погрешиле и ке се бориме ако успееме да ги задржиме назад или за воиднина да ги подобриме условите да донесеме нови странски инвестиции. Тоа е многу подобар вординг отколку ова. Тоа што си одат не било крај на светот. Ама не е крај на светот за тебе. А за тие 1500 луѓе што таму ранат фамилии, биле вработени, земале кредити, се задужиле ваму, таму, онаму. За тие е крај на светот.